Слушай вамо. Драги мои приятели и пријателки, дали знаете кои сте? Јас знам. Мислите дека знаете кои сте? Да. Одлично. Good for you. Абе, разбрав за вас дека тој, комшијата твој, вика дека нема врска. Како ти звучи ова налично, која ќе ти каже? Еве, прашам. И ви оставам неколку секунди, често инаку и можам да се изнадборам прилично брзо за прилично кратко време. Туку малце да ве воведам во ситуација. Дегутантно е. Просто, знаеш како, ти доаѓаат зборови кои онака киселина ти создаваат. Те прават да не си добар човек, да зазвучиш вулгарно, предизвикуваат тахикардија, предизвикуваат бес, предизвикуваат нервоза. Обично викаат мудрецот е смирен затоа што, нели, е смирен затоа што, нели, знае кој е што и никој ништо не му може. Ама мудреците, знаеш како се малце повлечени, не живеат во светот во кој ние сме поставени да го постигнеме тој подвиг. И кога ќе почнат да не прават будали, да не прават идиоти, да не прават дебили, па едно време почнуваш и да реагираш. Трпиш 10, 15, 20, 30 години. Колку треба да се трпи? Што уште треба да се истрпи? Прошлиот пат ви кажав, координиран напад имаше спрема премиерот Мицкоски, кој потекна од Грција, од Бугарија, но и од овдека, од опозицијата, која е групирана тотално после изборите и се обидува јавноста да ја убеди дека се излажала што ги изгласала овие сега и дека нели и они се предавници како што и они биле, а они не биле предавници затоа што работеле за ваше добро и оти немало друга опција. Ма немој, молим те, нема друга опција. Да видиш како се смени во преговарачката рамка за повеќе земји, за Украина се смени, за Србија се смени, ќе сменат и за Босна. Секогаш се менуваат работите, нема статус кво. Тоа е само профитабилна идиотштина за локалните моćници да профитираат врз тоа, а вие да го плаќате сето тоа. И сега последново што се случува умеѓувреме, нели, ја имаме и посетата на нашата председателка на Бугарија, не го извадија знамето. Ја реков, абе, најкултурен, најобичен хотел, еве, од Б, од С, од Д класа, су билу сите хотели, А, Б, С, Д. Значи, кај да влезам, секогаш ќе ги видам оние знаменца наредени. И се чуди човек, шо се тие знаменца? То се нашите гости, вика. Ни доаѓаат од Турција, од Бугарија, ни доаѓаат од Англија, дошле од Америка, од Германија и така, во знак на почит ставаме знамења. Овдека требало, не требало, па уште хистерија дигнаа овие опозицијава. Деме како сме се понижили? Мизерно. Ние сме се понижиле. Што требаше да направиме? Требаше да се скандал ние да направиме. Зошто им е потребно се во ова? Патриоти се, да ни го зачуваат образот, достоинството? Не. Они се обидуваат и со сиба овие последни скандали да максимално ги раскарат, да пази, нашата председателка отиде моп таму, постави театарска представа која беше со овации прифатена. Бугарскиот народ е различен од бугарските политичари. Ама успеваат да не натераат многумина да мразиме се што е бугар и бугарско. Не треба. Но политиката на бугарските политичари треба да ја маваме силно од земја затоа што тоа е декадентна, националистичка, шовинистичка, нецивилизацијска, па дури не прогресивна, не кореспондира со она што е денеска цивилизацијата. И последното беше затоа што Александар Николовски, министерот за транспорт и врски, изјавува во врска со нашиот, со неговиот, на сите нас идентитет. Бојко Борисов се јавува и му вика да поднесеш оставка. Кој бе да поднесе оставка? Ти ли си го избрал, бе? Мрсник. Јас сум го избрал. Народот го избрал. И тоа го избравме да има барем грам национално достоинство. Не што има грам, него човеков изфрли цела вреќа, цемент тешка, за да им покаже колку е горд како македонец.
И во овој момент шокирани се сите затоа што не очекуваа, мислеа дека нашата нова власт ќе ќути, ќе трпи, овие ќе профитираат со тоа што ќе докажуваат дека овие го продали името, го продали знамето, све продале, све се заборава. Знае, ја памтам кој све тоа го направи. И Николовски им искача и му вика на Борисов. Ние сме, ќе цитирам, ние сме јасни кој сме. Засебна македонска нација, засебен македонски народ, зборуваме свој македонски јазик. Што бе не ви е јасно? Ама не било така. Океј, тоа викај си дома, тоа расправај се со женати, на кучињата, на мачињата. Јас сум донел став. Ја имам став. Не можеш мојот став да ми го негираш. Овој став е мој став. Ова е моја определба. Ова е според законот, според Конвенцијата на Обединетите нации за самоопределување. Верско, национално. Дали разбираш дека имам потполно право, без да се објаснувам било кому, да се изјаснам тоа што сум? Само што овие Иваниве во смисла дека на Македонија подобро ќе и биде кој ќе влеземе во НАТО и во Европска унија, ово она мамонтално. И кој ќе влезе? Македонци нема да влезат. Кој ќе влезат? И нормално се прави простор, бидејќи они се откажуваат. Исто како што гледате во Европа дека се откажуваат од своите народи и носат африканци, носат имигранти како во Америка, затоа што се надеваат дека таа мала врхушка ќе ја добие поддршката од нив. Така и опозицијата не се надева на поддршка од народот, се надева на поддршка од разни структури од надвор дека ќе им дадат и ќе ги вратат на власт, бидејќи овие се испокарале со сите. Арно, ама, отиде Мицкоски и ако го гледате и говорот на телото како стоеше и како се однесуваше, не арогантно, туку знаеш она меѓу волците кои ќе ги видиш, алфа мажијакот ќе го видиш поддржењето. Нема да го видиш дека он каса, дека се понаша вака или онака, држењето. И мене тоа прв пат ми се допадна, бидејќи немаше она колку го мразам овој гест. Ама види, ние сме мала земја, Јанко, ние мора да попуштиме. Што бе да попуштиме? Попуштив со нервите, бе. Вие може би сте и помлади. Јас сум у 7 деценија. Јас 7 децении овие идиоти ги слушам како ме уше ова и готово. Уше ова и готово. Уше у претходниот систем. Уше само оваа реформа готово е. Уше само да изгласаме независно невиност. Каква омашка. Уште само ова да го направиме 2001. Уште само подпишете го договорот, готово влегуваме во НАТО и ЕУ. Уште само територијалната поделба и готово влегуваме во НАТО и ЕУ. Уште само да се смени името и готово е. Не само што не е готово, туку лажат дека е готово. Затоа што наидоа на мека почва, наидоа на глина, наидоа на безоблични безрбетници, amorphous androgynous. И затоа газат. Но, мислам дека, знаеш како, обично се оставя на премиерот и на председателот да покажат национално гордост и достоинства, ја ги покажаа и уште на заклетвите. Сетете се дека хистериша, станува, протестира амбасадори и така натаму, зашто се спомнало македонски. Или Мицкоски вика, мое право е да се искажам како македонец. Па, чие право е? Чие право? А не смееш. Што бе ти не смееш? Не смееш само у фашизам, само у тоталитаризам, само во некоја утопија, во животинска фарма. Мао Це Тунг, црвени кмери. Како бе тоа бе? Не смееш. Иако документите валидни се. Ние сме Северна Македонија. Тоа не е сменето. Ама јас, како ќе се изразам од било која позиција, кога неофицијално ќе ме праша некој јас сум македонец. Да, јас сум македонец. Но кога ќе морам да дам званична изјава и така натаму да ја подпишам, знам што ја подпишам затоа што некој веќе го завршил тоа. И биди среќен што и толку ти признавам. Ќе го вратим името. Долг процес е. Не се прави преку ноќ. Нека не ве лажат. Но со вакви луѓе
Прво, ние ќе ја подобриме целата ситуација во Македонија, бидејќи во Македонија ни требаат повисоки плати, ни треба работа, ни треба да престанат да се одселуваат, ни треба патиштата да се довршат. Ништо не прави. 8 години Хирошима и Нагасаки ги гледавме срушени и ништо не пипавме. Александар Николовски со една изјава ги извади од кондори. Ова е просто губење на такт. Да побараш ти министер у туѓа влада да поднесе оставка зашто кажал нешто. Бог да чува. Но, знаеш како? Во мене вроди огромни симпатии и ја им честитам. И на Мицкоски, а особено на Александар Николовски за последниве изјави во кои стварно прво им покажа дека не се бискичменјаци, дека нема да има онакво мрцварење како што правеа со претходните. А претходниве веќе им е затнато устата дека овие не се патриоти, дека се исто лоши како они што биле, затоа што они биле лоши, затоа што се морало. Не, има разлика.